Спремни за читање? Не за слушање, јас сум спремна за читање. Продолжуваме од второто поглавје на Е баш ме заболе, насловена како Среќата е проблем. Пред околу 2500 години во подножието на Хималаите на територијата на денешен Непал, во една голема палата, живеел еден крал кому набрзо требало да му се роди син. И кралот за својот син имал особено големи замисли. Имал намера да му го направи животот на своето дете совршен. Детето не требало воопшто да го почувствува и да го запознае страдањето. Требало да му биде исполнета секоја желба и потреба во секое време. Кралот заповедал околу палатата да се изградат високи ѕидови, што го спречувало тоа принцот да го запознае на дворешниот свет. Тој го разгалил детето, го обсипувал со секаква храна и со најубави подароци и околу него цело време имало слуги кои се труделе да му го исполнат секој каприц. И според планираното, детето растело без воопшто да ги запознае секојдневните суровости и немилосрдност карактеристични за човековата екзистенција. Вака поминало целото детство на принцот. Но и покрај бескрајниот луксус и изобилството, принцот израснал во мошнен нервозен млад човек. Набрзо, секој искуство му се чинело празно и невредно. Проблемот бил во тоа што и да му дадел татко му, тоа како никогаш да не било доволно, како никогаш да не значело ништо. И така, една ноќ, принцот се измолкнал од палатата, за да види што има надвор од нејзините ѕидови. Земал еден слуга со себе, кој го возел низ локалното село, и она што го видел го вџашило. Прв пат во животот, принцот го видел човечкото страдање. Видел болни луѓе, стари луѓе, бездомници, луѓе во болки, дури и луѓе на умирање. Кога принцот се вратил во палатата, согледал дека се наоѓа во еден вид екзистенцијална криза. Не знаејќи како да го протолкува она што го посведочил и како да продолжи да живее понатаму со тоа сознание, станал многу емотивен во врска со доживеаното и почнал многу да се жали во врска со тоа. И, како што е тоа типично за младите момчиња, принцот на крајот почнал да го обвинува татко си токму за оние нешта што тој се обидел да ги направи за него. Токму богатствата и изобилството, си мислел принцот, се нештата што го направиле толку несреќен, што направиле животот да му изгледа толку беззначаен. И одлучил да избега. Но, принцот бил сличен на неговиот татко повеќе отколку што тоа можел да си го претпостави. И неговите замисли биле големи и важни. Тој не сакал едноставно да избега, одлучил да се откаже од кралското потекло, од семејството и од се што поседува и да живее на улица, спиејќи на земја и во нечистотија како животно. Наумил да се изгладнува, да се измачува, просејќи за малку храна од туѓинци до крајот на животот. Следната ноќ принцот повторно се измолкнал од палатата, овој пат со план веќе никогаш да не се врати. Потоа со години живеел како скитник, како изнаник, отфрлен и прогонет од сите, како кучешки измет, оставен на дното на општествениот живот. И, според планираното, принцот многу страдал. Страдал од болести, од глад, од болка, од осаменост и од општа слабост. Многу пати се соочил и со самата смрт, често ограничен на тоа за јадење на располагање да има само еден и единствен лешник. Така поминале неколку години. Потоа и уште неколку. И потоа не се случило ништо. Принцот почнал да забележува дека овој живот исполнет со страдање не е она што тој си мислел дека е. Дека живењето на овој начин не го довело до сознанијата по кој копнел. Дека тоа не му открило никакви подлабоки значења за светот и за неговата конечна цел во него. Всушност, принцот тогаш го дознал она што ние преостанатите веќе го знаеме. И тоа што се вели од секогаш. Тоа дека
страдањето е нешто целосно без врска. И дека воопшто не мора да значи дека тоа самото по себе понесува некакво кој знае какво значење. Исто како и кога станува збор за поседувањето богатство. И во страдањето нема никаква вредност кога е без цел. Па така принцот набрзо дошол до заклучокот дека неговата голема замисла, исто како и онаа на неговиот татко, всушност била една проклето ужасна замисла и дека наместо да продолжи како што тргнал, треба да прави нешто друго. Целосно збунет, принцот се искапел, се исчистил и потоа заминал и нашол едно големо дрво покрај една река. И решил дека ќе седи под дрвото и дека нема да стане се додека не смисли некаква друга голема замисла. Според легендата, збунетиот принц седал под дрвото 49 дена. Ние овде нема да навлегуваме во тоа дали е воопшто биолошки можно да се седи на едно исто место 49 дена, туку само ќе кажеме дека за ова време принцот дошол до многу длабоки согледувања и сознанија. Едно од нив било тоа дека животот како таков самиот по себе е еден вид страдање. Богатите страдаат поради нивните богатства. Сиромашните страдаат поради сиромаштијата. Луѓето без семејства страдаат поради тоа што немаат семејства. Луѓето кои имаат семејство страдаат поради нешто поврзано со нивното семејство. Луѓето кои се во потрага по земни задоволства страдаат поради земните задоволства по кои трагаат. Луѓето кои се воздржуваат од земните задоволства страдаат како резултат на своето воздржување. Ова не значи дека секое страдање е исто. Некои видови страдање се без сомнение поболни од некои други видови страдање. Но, во секој случај, нема битие кое не искусило некаков вид страдање. Години подоцна, принцот ќе оформи сопствена филозофија и ќе ја сподели со светот и ова ќе биде нејзиното прво и централно начело. Дека болката и загубата се неизбежни и дека би требало да се откажеме од обидите тоа да го оспоруваме и да не го прифаќаме. Принцот потоа ќе стане познат како Буда. Иако досега не сте чула за него, тој навистина значи нешто во светов и на веков. Постои нешто што лежи во основата на многу од нашите предпоставки и верувања. Тоа нешто е премисата дека среќата е алгоритамска, дека за неа може да се работи и дека таа може да се заработи. Како да се работи за полагање испит за прием на правен факултет или за градење на некаков навистина комплициран комплект лего коцки. Ако го постигнам тоа и тоа, ќе бидам среќен. Ако изгледам како таа и таа, ќе бидам среќна. Ако можам да бидам со личност како тој и тој, ќе бидам среќна. Од тука, токму оваа премиса е проблемот. Среќата не е некаква равенка што може да се реши и што чека да биде решена. Незадоволството и немирот се нешта што и се својствени на човековата природа и кои, како што ќе видиме, се неопходни компоненти за создавањето на постојана среќа. Буда говорел за ова од теолошка и од филозофска перспектива. И јас во ова поглавје ќе зборувам за истото само во биолошка перспектива, а како пример ќе ги искористам пандите. Незгодите на панда е разочарувачот. Кога би требало да измислам некаков супер јунак, тој би бил панда и би се викал панда разочарувачот. Тој би носел некаква безврска маска на очи и обична мајца со голема буква В на неа, претесна за неговиот голем мев, типичен за пандите, а неговата супер моќ би била на луѓето да им кажува сурови вистини за самите нив, што тие мора да ги слушаат, но не сакаат да ги прифатат. Би одел од врата на врата, како продавачите на Библии, и би звонел на звончињата и би велел нешта како
А секако заработувањето многу пари прави да се чувствуваш добро, но тоа нема да ги натера вашите деца да ве сакаат. Или, ако треба да се прашаш себе си дали веруваш на сопствената жена, тогаш веројатно не и веруваш. Или, она што ти го сметаш за пријателство, се всушност само твои постојани обиди да ги воодушевуваш луѓето. Тогаш би му посакал на домаќинот пријатен ден и би се одвлечкал до следната куќа. Тоа би било и звонредно, и болно, и тажно, и инспиративно, и неопходно. Конечно, најголемите вистини во животот обично се и оние најнепријатните за слушање. Панде разочарувачот би бил токму јунакот кој никој од нас не би го посакал, но кој му е потребен секому од нас. Тој би бил разнообразноста од зеленчук во нашето ментално мени, сочината од брза храна. Би ни ги подобрил животите и покрај тоа што би направил да се чувствуваме полошо. Би не направил посилни со тоа што би не урнал, би ни ја осветлил иднината покажувајќи ни ја темнината. Кога би го послушале она што ни го вели, тоа би било како гледање филм каде што јунакот на крајот умира. Би го сакале уште повеќе и покрај тоа што прави да се чувствуваме ужасно, затоа што чувствуваме дека е вистински. Па така, додека сме овде, дозволете ми да си ја ставам маската на панде разочарувачот на лице и да ви плеснам уште една непријатна вистина в лице. Страдаме токму поради тоа што страдањето е биолошки корисно. Токму тоа е агенсот што природата го претпочита за поттикнување промени. Се имаме развиено така секогаш да живееме во извесен степен на незадоволство и несигурност, затоа што токму малку незадоволство и несигурно суштество е она што ќе работи најмногу во насока на иновациите и на обстанокот. Сочинети сме и што се вели програмирани да не бидеме задоволни со она што го имаме и да мислиме дека ќе бидеме задоволни само со она што го немаме. И токму ова постојано незадоволство го има одржано нашиот вид во битка и во стремеж, во изградба и во освојување. Така што не нашите лични болка и страдање не се никаква грешка во човечката еволуција. Тие се неизини карактеристики. Болката во сите неизини форми е најефикасното средство со кое располага нашето тело во поглед на поттикнувањето на действување. Да земеме на пример нешто наједноставно, како што е боцнувањето прст. Ако си како мене, кога ќе си го боцнеш прстот, долго време нема да престанеш да извикуваш погрдни зборови до небо, со тоа што би му налеал солзи во очите и на самиот папа. Исто така, за твојата болка веројатно си когаш е виновен некој предмет. Така, кога ќе се удриш, веројатно велиш глупава маса. Или може би одиш дури дотаму што си ја преиспитуваш целата филозофија што ја имаш изградено за внатрешниот дизајн врз основа на удрената нога. Каков идиот треба да си да ставиш маса на вакво место? Не ме зафркавај. Овде веќе правам дигресија. Таа ужасна болка, предизвикана од повредениот прст, она иста болка што и ти, и јас, и папата, ама баш воопшто не ја сакаме, постои поради една многу важна причина. Физичката болка е производ на нашиот нервен систем, своевиден механизам на давање на повратни информации, што има цел да ни даде чувство за сопствените физички пропорции, за тоа каде можеме, а каде не можеме да се движиме и што смееме, а што не смееме да допираме. Кога ќе ги преминеме овие ограничувања, нашиот нервен систем строго не казнува, за да не осигури дека сме обрнале внимание и дека тоа нема да ни се повтори веќе никогаш. И оваа болка, колку и да не ни се допаѓа, е корисна. Болката е она што не учи на што да внимаваме кога сме млади или невнимателни. Ни помага во тоа да разграничиме што е добро, а што не е добро. Ни помага да ги разбереме и да се придржуваме до сопствените ограничувања. Не учи да бидеме внимателни во близина на вжештени рингли и рерни и да не ставаме метални предмети во приклучоци за струја. Од тука, да се избегнува болката и да се трга по задоволство не се секогаш полезни, затоа што
Болката понекогаш може да се покаже од животна важност кога е во прашање нашата добросостојба. Но болката не е само физичка категорија. Како што секој што морал да седи и да го гледа првиот од низата филмови Војна над звездите, може да го потврди тоа, ние луѓето сме способни на искусување и на акутна психолошка болка. Всушност, испитувањата покажале дека нашите мозоци не прават некаква голема разлика помеѓу физичката и психолошката болка. Па така, кога ќе ви кажам дека кога дознав од првата девојка ме мами и дека ќе ми раскине, се чувствував како некој полека да ми прободува со шило точно во срцето. Тоа е така затоа што тоа ме болеше токму така како кога некој на вистина бавно и полека би ме прободувал со шило директно в срце. Исто како и кога станува збор за физичката болка, и нашата психолошка болка е знак дека нешто е надвор од рамнотежа. Дека било надминато некакво ограничување. И, како што е случај и со физичката болка, и нашата психолошка болка не е секогаш лоша и непожелна. Во некој случај, да се почувствува емотивна или психолошка болка може да биде и здраво, па дури неопходно. Исто како што кога ќе си гудриме прстот, научуваме како да се движиме, кога чекориме покрај маса, емотивната болка што ја чувствуваме при извесно отфрлање или определен неуспех, не учи како да го избегнеме тоа да ги правиме истите грешки и во иднина. И токму ова е она што е толку опасно во едно општество, што се повеќе се чува себе си од соочувањето со неизбежните тешкоти што животот ги носи со себе. Вака остануваме без можноста од искусување здрави дози болка, што е една загуба што не исклучува од реалноста на светот околу нас. Да, неоспорно е дека може да се сонува за еден живот лишен од проблеми и исполнет со трајна среќа и вечно сочувство, но овде на земјата проблемите никогаш не исчезнуваат. На вистина, на проблемите им нема крај. Еве, само што го испратив Панда разочарувачот. Испивме по некоја маргарита и тој ми кажа се за тоа. Проблемите никогаш не исчезнуваат, рече. Никогаш. Само се видоизменуваат и се подобруваат. Ворен Бафет има финансиски проблеми. И пијаниот скитник кај ќошот на самопослугата исто така има финансиски проблеми. Само што финансиските проблеми на Бафет се подобри од оние на скитникот. И тоа е така со се во животот. Во суштината, Марк, животот ти е една бескрајна низа проблеми, ми кажа Панда, пивнувајќи си од маргаритата и поднаместувајќи го малото розово чадорче во чашата. Решавањето на еден проблем не е ништо друго, туку токму создавање на оној следниот во низата. Минува еден миг, а потоа се прашувам, од каде дојде проклетава Панда што зборува овде? А кога сме веќе тука, кој ги подготви маргаритиве? Немој да се надеваш дека ќе имаш живот без проблеми, рече Пандата. Такво нешто не постои. Наместо тоа, надевај се на живот исполнет со добри проблеми. И откако го кажа тоа, ја спушти чашата, си го поднамести сомбрерото и исчезна, оддалечувајќи се кон залезот. Среќата е резултат на решавањето проблеми. Проблемите во животот представуваат константа, непроменлива величина. Кога мислиш дека си го решаваш проблемот со здравјето, со тоа што ќе се зачлениш во некоја сала за вежбање, така всушност си создаваш нови проблеми, например тоа дека ќе мораш да стануваш рано за да стигнеш во салата на време и дека ќе се потиш како зависник од метамфетамин половина час на машина за вежбање, пошто ќе мораш да се тушираш и повторно да се облекуваш за на работа, за да не ја замирисаш на пот целата канцеларија. Или пак, кога ќе помислиш дека си го решил тоа што не поминуваш доволно време со партнерот, така што ќе ја означиш вечерта во среда како вечер за излегување, така само си создаваш нови проблеми, како што е смислувањето што да правите заедно со партнерот секоја среда, што ќе ви се допаѓа и на двајцата, потоа осигурувајќи се околу тоа да имате доволно пари за убави вечери,
при кои повторно ќе ја разгорувате старата страст за која чувствувате како да почнала да исчезнува, пошто ќе завршите водејќи љубов во мала када исполнета со премногу меурчиња. Проблемите никогаш не запираат, тие само се заменуваат со други и или се надградуваат. Среќата е резултат на решавањето проблеми. Клучниот збор овде е решавањето. Ако ги избегнуваш твоите проблеми или ако се чувствуваш како да немаш никакви проблеми, тогаш самиот себе си ќе се направиш мизерен. Ако се чувствуваш како да имаш проблеми што не можеш да ги решиш, исто така ќе се чувствуваш мизерно. Овде, како што веќе рековме, тајната состојка е решавањето на проблемите, а не тоа да се немаат проблеми. За да бидеме среќни, потребно ни е нешто за решавање. Од тука, среќата е еден вид дејство, таа е активност, а не нешто што ти е пасивно наметнато, не нешто што можеш магично да го откриеш во некој од најдобрите 10 написи во Huffington Post или, например, да го дознаеш од некаков гуру или учител. Таа не се појавува магично кога конечно ќе заработиш доволно пари за да ја додадеш таа дополнителна соба во куќата. Таа не те чека на некакво си место, во некаква си мисла, на некое работно место, ниту пак во која било книга. Среќата е нешто што е постојано во движење, нешто на што работата никогаш не престанува, затоа што решавањето проблеми е нешто што никогаш не завршува. Решенијата за проблемите на денешницата ќе ја формираат основата за утрешните проблеми и така натаму. Вистинската среќа се појавува само кога ќе ги најдеш проблемите што уживаш да ги имаш и кои уживаш да ги решаваш. Понекогаш овие проблеми се едноставни: да се јаде вкусна храна, да се патува на некое ново место, да се победи во новата туку-што купена видеоигра. Друг пат овие проблеми се апстрактни и сложени: подобрување на односот со мајката, избор на кариера што ќе прави да се чувствуваш добро, развивање подобри пријателства. Кои да се твоите проблеми, концептот е еден и ист: да се решат проблемите, да се биде среќа. За жал, за многу луѓе, животот не изгледа толку едноставен. Тоа е така затоа што тие ја зафркнуваат работата на најмалку еден од следниве два начина. Првиот – одрекување. Некои луѓе одрекуваат дека нивните проблеми воопшто постојат, а поради тоа што ја одрекуваат реалноста, тие постојано мораат да се залажуваат или да се оддалечуваат самите себе си од реалноста. Ова може да направи тие да се почувствуваат добро, што се вели, на кратки патеки, но всушност доведува до развој на несигурност, невротичност и до потиснување на чувствата и емоциите. Вториот начин – менталитет на жртва. Има луѓе што веруваат дека што и да направат, тоа нема да може да им го разреши проблемот, иако во суштина тоа може и да не е така. Оние што се доживуваат себе си како жртви имаат тенденција да ја префрлуваат вината за нивните проблеми на други лица или пак да обвинуваат некакви надворешни околности. На кратки патеки, ова може да направи тие да се почувствуваат добро, но всушност донесува до живот исполнет со гнев, безпомошност и очај. Луѓето ги одрекуваат своите проблеми и ја префрлуваат вината на други од едноставна причина што тоа е она најлесното што може да се стори и што тоа побудува убави чувства, додека решавањето проблеми е нешто што е тешко и често предизвикува чувства што и не се баш најпријатни. Овие префрлувања на вината и одрекувања ни предизвикуваат брзо олеснување. Тие се еден начин за брз излез, за брзо бегство од проблемите, а ова бегство може да ни предизвика брза и лесна возбуда, што прави да се чувствуваме подобро. Брзата и лесна пријатна возбуда доаѓа во многу видови и форми. Без оглед на тоа дали станува збор за резултат на употреба на некаква субстанција, например на алкохол, на моралната супериорност што се јавува како резултат на префрлувањето вината на друг, или пак на возбуденост предизвикана од некаква нова ризична авантура, брзите и лесни пријатни возбуди представуваат празен и непродуктивен начин за минување на животот. Голем дел од светот кој се занимава со образците на самопомош, повеќе се занимава со овозможување модалитети на брза и лесна пријатна возбуда,
отколку на решавање на вистински проблеми. Многу од овие така наречени гуруа или водичи во рамките на модалитетите за самопомош ќе те учат на нови форми на одрекување и ќе те обременуваат со вежби што на кратки патеки можеби ќе направат да се чувствуваш подобро, но тие воопшто не го адресираат вистинскиот проблем. А запаметете дека никој што е навистина среќен нема да застане пред огледало и да си повторува колку е среќен. Брзите и лесни пријатни возбуди исто така предизвикуваат зависност. Колку повеќе зависиш од нив за да ти помогнат да се чувствуваш подобро во врска со твоите проблеми, толку повеќе ќе ги бараш и ќе ги посакуваш. Во овој контекст, зависно од мотивацијата што стои зад примената на известно нешто, во зависност може да премине речиси се. Сите имаме некаков метод со помош на кој се справуваме со болката што ни ја предизвикуваат нашите проблеми и кога тоа е во рамките на умереноста, тогаш во тоа нема ништо лошо. Но колку повеќе ги одбегнуваме проблемите и колку подолго се затапуваме во однос на нив, толку ќе биде поболно кога конечно ќе се соочиме со нив. Емоциите се преценети. Емоциите се имаат развиено за една специфична цел, за да ни помогнат да живееме и да се размножуваме малку подобро. И тоа е тоа. Тоа се механизми за добивање на повратни информации што ни кажуваат дека нешто е или малку добро или малку лошо за нас. И ништо повеќе и ништо помалку од тоа. Исто како што болката што ќе ја почувствуваме кога првпат ќе допреме вжештена рингла, не научи да не ја допираме повторно, тагата што ја чувствуваме кога сме осамени, не учи да не ги правиме повторно нештата што довеле до тоа да се чувствуваме осамени. Емоциите се едноставно биолошки сигнали направени така да те потурнуваат кон правецот каде што те чека делотворна промена. Јас овде немам намера да ја осветлувам како со рефлектор твојата криза на средни години, ниту пак да го расветлувам тоа што татко ти пијан ти го украл велосипедот кога си имал 8 години, а ти се уште не си го преболел тоа. Но кога сме веќе тука, ако се чувствуваш за никаде, тоа е затоа што мозокот ти кажува дека има некаков проблем на кој не му е посветено внимание или кој е оставен нерешен. Со други зборови, негативните емоции се своевиден повик за действување. Кога ќе го почувствуваш тоа, всушност е знак дека треба да сториш нешто. Од друга страна, позитивните емоции се награди за превземање на вистинските соодветни дејства. Кога ги чувствуваш, животот се чини едноставен и како да нема што да се прави освен да се ужива во него. Потоа, како што е тоа случај со се друго, позитивните емоции исчезнуваат затоа што е невозможно да не се појават нови проблеми. Емоциите се дел од равенката на нашите животи, но не се и целата равенка. Само затоа што нешто чувствуваме како добро, не значи дека тоа и е добро. И само затоа што нешто чувствуваме дека е лошо, не значи дека е лошо. Емоциите се само патокази, предлози што ни ги дава нашата невробиологија, а не некакви заповеди. Од тука на нашите емоции не треба секогаш да им веруваме, всушност мислам дека треба да ни стане навика постојано да ги преиспитуваме. Многу луѓе се научени да ги потиснуваат сопствените емоции од различни лични, општествени или културни причини, особено негативните емоции. За жал, да ги негираш негативните емоции со себе го понесува и тоа да одбиваш многу од механизмите за добивање на повратни информации што му помагаат на човека во решавањето на проблемите. Како резултат на тоа, многу од овие потиснати личности остануваат во постојана битка со нивните проблеми целиот живот. А ако не можеш да решаваш проблеми, не можеш да бидеш среќен. Болката има цел и намена, паметиш? Но тука се и луѓето кои премногу се идентификуваат со своите емоции. Се што се случува го добиваат своето оправдување само поради тоа што тие тоа така го почувствувале. Ох, ти го скршив предното стакло на автомобилот, ама бев навистина полуден од бес. Не можев да се воздржам. Или се откажав од факултетот и се преселив на Алјаска само затоа што чувствував дека треба да го сторам тоа.
Донесувањето одлуки што се темели на емоционална интуиција, а без помош од разумот, кој инаку би ја одржувал во ред, речиси секогаш се покажува како погрешно. Знаете кои си го темели животот само врз емоции? 3-годишните деца и кучињата. А знаете што друго прават и 3-годишните деца и кучињата? Се олеснуваат на тепихот. Обсесивната и прекумерна верба во емоциите не изневерува едноставно поради тоа што емоциите не се трајни. Што и да е она што не прави среќни денес, не е истото што ќе не направи среќни и утре, затоа што на нашата биологија секогаш е потребно нешто повеќе. Обседнувањето со среќата неминовно доведува до бескрајна потрага по нешто друго, нова куќа, нова врска, уште едно дете, повторно погачување на платата. И покрај сета пот и вложените напори, завршуваме чувствувајќи се страшно слично на она како се чувствуваме и на почетокот, незадоволно. Ова е причината зошто нашите проблеми повторно ни се враќаат и зошто не можеме да се ослободиме од нив. Личноста со која стапуваш во брак е личноста со која имаш конфликти. Куќата што ќе ја купиш е истата куќа што ќе треба да ја поправиш. Работата од соништата што ја работиш е токму работата што ти предизвикува стресови и нервози. Се што доаѓа со никулецот на жртва содржано во него. Што и да е она што прави да се чувствуваме добро, неизбежно е да направи и да се чувствуваме лошо. Она што го добиваме е истото она што го губиме. Она што ги создава нашите позитивни искуства, ќе ги дефинира и нашите негативни искуства. Овој залак не се голтнува така лесно. Ни се допаѓа помислата на тоа дека постои некаква форма на врвна, крајна среќа што може да се постигне. Ни се допаѓа помислата на тоа дека можеме трајно да го надминеме сето наше страдање. Ни се допаѓа помислата дека можеме да се чувствуваме исполнети и задоволни со и во нашите животи за секогаш. Но тоа не е можно. Изберете си го полето за борба. Ако те прашам, што сакаш од животот? И ти ми одговориш нешто како па сакам да бидам среќен и да имам супер семејство и работа што ќе ја сакам, твојот одговор ќе биде толку чест и очекуван што всушност нема да значи ништо. Сите уживаат во нешто што предизвикува да се чувствуваат добро. Сите сакаат да живеат безгрижен, среќен и лесен живот, да се влюбат и да имаат извонредни сексуални искуства и безпрекорни врски и односи, да изгледаат совршено и да заработуваат многу пари и да бидат популарни и почитувани и да представуваат таков предмет на восхит и почитување, што другите ќе се разделуваат како црвеното море пред Мојсей каде и да се појават. Тоа е нешто што го сакаат сите. И да се сакаат овие нешта е лесно. Едно поинтересно прашање, што повеќето луѓе никогаш не си го поставуваат, е каква болка сакаш да искусиш во твојот живот? Зашто би сакал да се бориш и да го посакуваш? А обично испаѓа дека токму ова е она што во најголема мера ни го одредува животот. Например, повеќето луѓе сакаат да се сместат во најголемата можна канцеларија и да заработат многу пари, но не се многу на број оние што сакаат напорно да работат 36 часа во неделата, да патуваат долго до работните места и назад, да бидат преплавувани од купишта документи и да заглавуваат во корпорацијски хиерархии, за да ги избегнат стегите на еден бескраен преграден пекол. Повеќето луѓе сакаат да уживаат во одличен секс и да имаат успешни врски и извонредни односи, но секој не е подготвен да води тешки разговори и да ги издржува непријатните тишини, повредувањата на чувствата и емотивните психолошки драми што треба да се пребродат за да се стигне до таму. Па така, повеќето луѓе се навикнуваат и остануваат така зачмаени. И се прашуваат, а што ако? И се така со години, се додека прашањето не се видоизмени од а што ако во а што сега?
А кога адвокатите ќе си отидат дома и кога чекот за алиментација ќе стигне во поштенското сандаче, ќе речат и зашто? Ако одговорот не е поради спуштените стандарди и очекувања пред 20 години, тогаш на вистина и зашто? Одговорот е затоа што среќата подразбира и побарува борба. Таа што се вели изникнува токму од проблемите, затоа што радоста не се појавува туку така, како кокичињата од земјата или виножитата од небото. Вистинските, сериозни, доживотни исполнетости и значење мораат да се стекнат со избирање на и впуштање во полиња на борба. Без оглед на тоа дали страдаш од вознемиреност или од осаменост, или од некакво обсесивно-компулсивно растројство, или пак од некој самобендисан шеф кој ти уништува цела половина од работниот ден, решението лежи во прифаќањето на и во активно впуштање во известното негативно искуство. Ниту во неговото избегнување, ниту во спасот од него. Луѓето сакаат да имаат безпрекорен надворешен физички изглед. Но тоа не се постигнува никако, освен со целосно безрезервно прифаќање на болката и на физичкиот стрес, што доаѓа рака под рака со што се вели преселувањето во салата за вежбање, при што другата опција е многу внимателно одбирање и урамнотежување на внесувањето на храна во организмот, со што животот ќе ти се сведе на планирање на неопходните мали оброци што ќе треба да ги изедеш во текот на денот. Луѓето сакаат да почнуваат собствени бизнеси, но успешен бизнесмен не се станува без да се најде начин за справување со ризикот и за прифаќање на несигурноста, на можноста од постојани неуспеси, на лудо долги часови минати во посветување на нешто од кое може да не произлезе апсолутно ништо. Луѓето сакаат партнер, сопружник, но не можеш да привлечеш некој што е прекрасен без при тоа да ги прифатиш турбуленциите во емоциите што доаѓаат рака под рака со можноста од одбивање, како ни со набивање на сексуална тензија што никогаш не се ослободува и со зјапање во телефонот што никогаш не задзвонува. Сето тоа е дел од играта на љубовта, а не можеш да победиш ако не ја заиграш. Она од што зависи твојот успех не се содржи во прашањето во што сакаш да уживаш. Овде вистинското прашање би требало да биде која болка би сакал да ја издржиш. Патот до успехот е пат исполнет со дупки, купишта ѓубре и срам. Не можеш ништо да не избереш. Не можеш да имаш живот лишен од болка. Не може секогаш се да е мед и млеко. Одговорот на прашањето за задоволството е лесен. И тој за сите нас, повеќе или помалку, е сличен. Многу поинтересни се одговорите што се однесуваат на прашањето за болката. Која е болката што би сакал да ја издржиш? Тоа е навистина тешкото прашање што е важно. Прашањето што всушност може да те однесе некаде. Тоа е прашањето што може да ти ја смени перспективата, да ти го смени животот. Тоа е она што мене ме прави мене, а тебе тебе. Тоа е она што не дефинира и што не разграничува. Во една крајна линија и она што не сближува. Поголемиот дел од периодот на мојата адолесценција и од периодот на раната зрелост, јас сонував за тоа да бидам музичар. Да бидам вистинска рок звезда. И при секоја опасна песна, одсвирена на гитара, што ќе ја слушнев, ќе ги затворев очите и ќе се замислев себе си како качен на сцена, ја свирам и ја пеам пред толпа разврескани обожаватели, при што оние во публиката просто побудалуваат од волшебните ноти што излегуваат од моите прсти. Можеше да ми се случи, вака мечтајќи да минат и часови. Всушност, за мене никогаш не беше прашање дали некогаш ќе свирам пред разулавена публика, туку кога ќе се случи тоа. Го имав сето тоа испланирано. Едноставно го чекав вистинскиот миг пред да можам да ги вложам вистинските количества енергија и напор за да излезам на отворената сцена и таму да ја оставам својата трага. Но најпрвен требаше да го завршам училиштето. Потоа морав да заработам дополнителни средства за да ја купам потребната опрема. Потоа мораше да се најде доволно слободно време за вежбање. Потоа морав да вложам напори за да го испланирам мојот прв проект. Потоа ништо. И покрај моите мечтања за ова,
повеќе од половина од мојот животен век, тоа никогаш не се исполни. А ми требаше долго време и вложување, многу напори за да разберам конечно зошто тоа беше така. Затоа што тоа не беше она што навистина го сакав. Јас го сакав и го посакував резултатот. Сликата од мене на сцената, луѓето во публиката како врескаат и лудуваат додека јас свирам и пеам, истурајќи си ја душата во она што го свирам, но не го сакав процесот. А поради тоа и не успеав да го остварам замисленото. Постојано не успевав. По ѓаволите, вистината е дека дури не се ни обидував како што треба за да можам воопшто да кажам дека не сум успел. Всушност, едва и да се обидував. Секојдневно, макотрпно свирање, барањето луѓе и вежбањето заедно, маките што одат рака под рака со организирањето настапи и конечно со тоа како да ги натераш луѓето да ти дојдат на настап и да им биде гајле за она што го правиш, а тука се и скинатите жици, дупнатиот звучник на засилувачот, влечкањето опрема тешка 20 килограми на пробите и назад без автомобил. Тоа е еден сон планина со дополнителни километари половина искачување по стрмнина до врвот. А она што ми требаше долго време да го сватам е тоа што дека јас и не сум некој обожавател на искачувањето и освојувањето врвови. Јас сум попрво од оние што сакаат да ја замислуваат глетката од врвот. Вообичаениот културен наратив што би следувал по нешто вакво е дека јас на некој начин сум се изневерил себе си, дека не сум успел, дека сум губитник, дека јас едноставно не сум го имал она што е потребно, дека сум се откажал од сонот и дека можеби сум им се подчинил на притисоците наменети од општеството. Но, вистината е многу помалку интересна од кое било од овие објаснувања. Вистината е дека јас сум си мислел дека сакам нешто, но испадна дека тоа не било точно. И толку. Јас сакав само наградата, но не и напорот да се стигне до неа. Го сакав резултатот, а не процесот. Бев влюбен не во битката, туку само во победата. А животот не функционира така. Кој си и што си го дефинира она за што си подготвен да се бориш. Луѓето кои уживаат во напорите во салата за вежбање се истите оние што трчаат триатлони и кои имаат дефинирани стомачни мускули и што можат да поткренат една мала куќа. Луѓето кои уживаат во долгите работни недели и во политиката на корпоративно скалило се оние што се искачуваат до неговиот врв. Луѓето пак кои уживаат во стресовите и несигурностите на скудноста што со себе ја носи стилот на живот карактеристичен за уметниците, се токму оние што и живеат така и го создаваат таквиот стил на живот. Ова што го велам овде не е поврзано со моќта на волјата или пак со храброста и смелоста. Ова не е уште едно потврдување на она без ука нема наука. Едноставно, ова е најсуштинската и најосновната компонента на животот. Нашите битки и напори се она што го определува нашиот успех. Нашите проблеми се она од што се раѓа нашата среќа, пошто следуваат и нешто подобри и малку надградени нови проблеми. Како што гледаме, ова е една спирала устремена нагоре која нема крај. А ако кога било помислиш дека би можел да престанеш да се искачуваш по неа, се плашам дека не си ја сватил поентата, затоа што радоста е во самото качување. Фала ви.